Од затворски во домашен притвор одат првоосомничениот собственик на Дурмотурс Дурмуш Белули и шестоосомничениот возач на автобусот. Одлуката е донесена предвадена од судија на претходна постапка во Скопскиот кривичен суд. На решението вчера жалба поднесе Скопското обвинителство, до која дојде еден ТВ. Обвинителството аргументира на цели 6 страници дека одлуката за поблеги мерки не може да ги носи судија на претходна постапка, како судии во кривичен совет како повисока инстанца веќе решиле да биде проложен 30-дневниот притвор. Обвинителството ги појаснува надлежностите за притворите на судот. Судија на претходна постапка во првите 30 дена, кривичниот совет може да носи одлуки за мерки за уште 60 дена, повисокиот суд пак најмногу до 90 дена. Во жалбата е наведено дека нема правна логика тој што носи притворски решенија до 30 дена да одлучува и за укинување и носење поблаги мерки. Оваа пракса за обвинителството е апсурдна ситуација. Ова значи драматично кршење на принципот на правна сигурност и известност на органот кој во зависност од фазата на постапката во име на судот ги носи одлуките. Напоменувам дека законодавецот се определил за генеричен поим судот кога говори за обврската во секое време да се приспита мерката притвор по службена должност или предлогот на странките во смисла на член 173 став 1 од ЗКП, а при тоа никаде во законот не дава ексклузивитет тоа да го прави во текот на целата истрага судијата на претходната постапка. Од кривичниот суд велат дека судија на претходна постапка заради влошена здравствена состојба ги ублажил мерките од затворски во домашен притвор, а конечната одлука ќе ја има кривичниот совет на Скопска единица докаде ој се жали. Истрагата на Скопското обвинителство е за кобната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово, кога во февруари кај Ласкарци излета автобусот на Дурмотурс. Од тешките повреди загинаа 16 патници. Обвинителството гони 6 мина за тешки кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, а еден за несовесно работење.